Почитувана госпоѓо Ласовска, овде на говорницата беше побарала од нас да ги искажуваме нашите ставови, па ја ќе започнам со првиот мој став, со кој што сметам дека овој предложен закон е неуставен. Вториот став е дека е тој неделовнички. Прво е неделовнички во самото образложение кој што го пропратува законот, доставено од владата на Република Македонија, во кој што се вели дека во согласност со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија, владата ги планира за реализација во ова и наредните 2 години, во рамките на кои е предвидено и донесување на Законот за употреба на јазиците, што соодветно е генерирано со соодветен број, според кој сите документи кои се однесуваат на пристапувањето на Република Македонија во Европската Унија се означуваат со знаменце на Европската Унија и бројот на материјалот од програмата за усвојување на правото од Европската Унија, односно со оглед на тоа што владата, слушнете го ова внимателно, смета дека станува збор за предлог, закон, кој е дел од процесот на европската интеграција, предлага истиот да се процесуира во согласност со глава 10а, а разгледувањето на седницата на работното тело на предлог на закон од надлежност на матичното работно тело за финансии и буџет, предлог на закон за надлежност на матично работно тело за економски прашања и на предлог на закон кој се врши усогласување со правото на Европската Унија од деловникот на работа на Собранието на Република Македонија. Ево ваква дрскост до сега не е видена. Владата во дописот кој го има подпишано подпредседателката Шекеринска, а не подпредседателот Бујар Османи, кој е задлужен за интеграцијата, но на Собранието му предлага работни тела на кои што ќе биде разгледан овој закон. Да не го квалификувам се тоа со оној збор кој што е најсоодветен. Најсоодветен е дека е избавнички овој закон, затоа што се поигрува со чувствата на албанските граѓани во Македонија, дека е непотребен и дека е штетен. Штетен по интересите на македонскиот народ и воопшто на македонската држава. Кому е потребен, на сите тоа не е јасно. Кои се последиците, исто така се јасни. Што бараме? Бараме да се прекине расправата за овој закон, односно да се спроведе на јавна расправа, нели дебата е потребна, инклузивност од наша страна, на кој што сите авторитети, односно експерти и академската јавност ќе го дадат својот придонес во креирањето на еден нов закон, на еден нов текст кој што ќе биде најсоодветен и потребен и кој што реално ќе може да се спроведе. Сето тоа, сето спротивно е на штета на сите македонски граѓани. Благодарам.